Според најкусите можни собраниски рокови на власти се потребни 106 денови или 3,5 месеци за да ги изгласа уставните измени од денот кога нивниот предлог ќе го достават до собранието. Од тука почнуваат да течат роковите во првата фаза пред евентуалното изгласување. Дека има потреба од уставни измени, рокот за дебата во собранието е 20 работни денови, максимум 10 во комисијата за уставни прашања и максимум 10 на пленарна седница. Ако со 80 гласа за се изгласа потреба од менување на уставот, се преминува на втората фаза, подготовка и утврдување на нацрт амандманите од моментот на нивното доставување во собранието до одржување на пленарната седница. За нивно усвојување мора да поминат најмалку 30 дена. Претресот за секој нацрт амандман поединечно може да трае најмногу по 3 дена и во комисијата и на пленарна седница. За утврдување на истите потребно е просто мнозинство од најмалку 61 глас, пошто се оди во третата фаза. Таму по јавната дискусија, чие време траење го утврдува собранието при усвојување на нацрт амандманите, владата ќе треба да ги изготви предлог амандманите од моментот на доставување на истите во собранието до одржување на пленарна седница за нивно усвојување мора да поминат најмалку 30 дена. Деловникот предвидува точни рокови за претрес во законодавно-правната и комисијата за уставни прашања, како и на пленарна седница. Конечната одлука за усвојување на амандманите се носи со најмалку 80 гласа, а за амандманот за преамбулата, освен двотретинско, е потребно и бадентерово мнозинство. Власта веќе јасно порача дека клучна цел за нив се уставните измени во текот на следната година, зашто и најавија широка општествена дебата. Според познавачите, тие пораки од власта пристигнуваа и пред промената на уставното име, за на крајот тие широки разговори да завршат со според нив купување на пратеници од опозицијата. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски за Алфа вели дека тоа сценарио можеме да го очекуваме и сега. Не треба да има дилеми дека власта ќе направи се во нејзина моќ да купи, да плати, да превземе секакви нелегални чекори за да изврши уставни промени. Меѓутоа, кристално е јасно дека е апсолутно непотребно и надвор од умот да се брза со било какви уставни промени. Широки дискусии власта најави за францускиот предлог, а тие широки дискусии трае еден ден, кога прво беше одржан состанок со владината коалиција, па брифинг со новинарите, па невладиниот сектор во најголем дел представен од отворени поддржувачи на власта. Според Никовски, сега можеме да го очекуваме истото. Сепак вели нејасно е зошто власта толку брза, кога одеу секојдневно ни стигнуваат пораки дека за проширување ќе мораме да чекаме повеќе од деценија или две. Тоа е непобитен факт кој многу јасно ни го порача и францускиот председател и германскиот канцелар, а најдиректно од Тирана премиерот на Данска. Според тоа е факт дека Европската Унија не е спремна и мора прво да се формира за да може, како што и самите велат, да прими нови членки. Предлог за пристапување кон измена на уставот може да поднесат првиот човек на републиката, владата, најмалку 30 пратеници или 150.000 граѓани. Ако власта предлог уставните измени ги достави, например, на 10 јануари, кога народните избраници се враќаат на работа, најбрз можен рок за нивно изгласување е 26 април.